Основното јавно обвинителство во Кочани деновиве започнало соодветна правна постапка против првиот човек на општина Кочани по добиениот извештај од Државниот завод за ревизија, а што се однесува на начинот на работење на локалната самоуправа во текот на 2014 година. Според податоците што ги доставиле ревизорите, биле утврдени неправилности околу ангажирањето лица за извршување работни задачи за одреден временски период. До обвинителството бил испратен заклучокот во кој стои дека финансиските извештаи за кои директна одговорност носи градоначалникот Радко Димитровски не ја прикажувале вистинито и објективно финансиската состојба во општината за 2014 година. Контролите што ги направиле службените лица од Државната ревизија покажале дека кај привремените вработувања во општина Кочани имало намалена транспарентност и субјективност при изборот на лицата. Заедно со сомнителните наоди во нашата општина, ревизорите констатирали и законски прекрашувања во Министерството за економија и за образование, како и во јавното претпријатие Македонија ПАТ. Поради тоа, јавното обвинителство започнало постапка за прибирање докази од кои треба да се утврдат наодите од ревизиската инспекција. Обвинителството издало наредби до Министерството за внатрешни работи, до Управата за финансиска полиција и до други институции да достават соодветна документација како докази и известувања со кои треба да се расветлат наводите содржани во извештајот. Со оглед што во истрагата е вклучена и финансиската полиција, се отвара дилема дали во случајот има финансиска штета за буџетот на општината и колкава е нејзината вредност. Повеќе пати досега при изготвувањето на финансискиот план имаше забелешки на седниците на Советот за начинот на распределба на парите на граѓаните. Тоа особено се однесуваше на зголемувањето на милионските долгови во образованието, односно неплатените давачки за превоз на учениците, но и за набавка на основните средства за одржување на хигиената, например. Поради тоа беа критикувани и годишните извештаи за работењето на училиштата, што се доставуваат до општина Кочани. Значи, кратете од елементарни работи за да си покриете другите долгови. Тоа е уште еден доказ дека овие извештаи што ни ги давате не се реални. И дека сум бил и порано во право кога реков дури дека ни Виенската филхармонија не може да наштима толку добро како што можат книговодителите. Со оглед што јавното обвинителство неодамна ги добило извештаите од Државниот завод за ревизија, меѓу кои и оној за работењето на општина Кочани, засега се уште нема резултат од започнатите истраги. При тоа се констатира дека и наодите на ревизорите можат да се користат како доказ во евентуална судска постапка и тие не можат да бидат оспорени.